Почитуван министер, почитуван председавач на оваа комисија, почитувани колеги. Значи, може би јас сум еден од ретките пратеници кои што имам привилегија, но и должност, ете во повеќе изминати буџетски години, да го разгледувам буџетот на Република Македонија, да дебатирам и мене, особено на почетокот, морам да напомнам дека ми е жал што овој пат опозицијата не е присутна, да може да ги размениме мислењата, да може да го чуеме и нивниот глас, бидејќи тој е навистина еден коректор кој што усмерува она што не можеме ние да го согледаме или она што не сакаме да го согледаме, да го насочи за да можеме да направиме подобар распоред на средствата кои се користат, а се во интерес на граѓаните. Веќе претходните дискутанти укажаа на тоа дека овој буџет на Република Македонија се базира на повеќе претпоставки кои што се од претходните години. Движењето на собирањето на приходите, процентот на нивното остварување, состојбите на меѓународната сцена, состојбите во Република Македонија, особено состојбите во обкружувањето, сето тоа проследено со определени теории во финансиите, сето тоа проследено со оперативните програми, сето тоа со нашите програми кои сакаме да ги спроведеме, се прави едно милје на финансиски можности кои што може да се завршат во оваа буџетска година, меѓутоа тие се дел и во проекциите и во наредните периоди, така да во развојниот дел на буџетот кој што е на крај од овој буџет може да се видат сите развојни политики кои што се дел и од овој буџет до 2017 година. Јас сакам на почетокот да кажам дека овој буџет сосема технички дека е базиран на приходи од 163 милијарди денари, расходи од 183 милијарди денари, и тука се јавува една разлика во можноста за прибирање уште за околу 18 милијарди или ни недостасуваат за овие програми кои што сме ги зацртале во нашата програма 3,5% и тоа е буџетскиот дефицит на Република Македонија. Изминатиот период ми дава за право, како пратеник, да посочам дека Република Македонија во своите политики базираше два основни столба. Едниот е со прибраните буџетски средства, пред се преку даноците, преку ДДВ-то во најголем дел, да обезбеди навремен трансфер на социјалата или тоа се вика социјални трансфери, што подразбира сите вработени навреме да добијат плати, по можност или да бидат на стабилно ниво без да се покачат како што беше во претходниот период, или да може да се покачат како што е предвидено во наредниот буџет за 2015 година на ниво од 4% во плюс, да се поделат пензиите во рок и во изминатиот период. Сите пензии буквално во Република Македонија беа дадени месец за месец редовно, со покачување од изминатата година 2014 веќе буџетска за предвидените 5%, меѓутоа се предвидуваат и оваа буџетска година да растат пензиите. Тоа е главниот столб, значи и социјалните помоши кои што во континуитет, во проценти, номинално и реално растат, со што се овозможува на голем дел од популацијата која се наоѓа во состојба да не може да има приходи, да се дозволи да се надоместат или компензираат не голем дел од нивните потреби, меѓутоа да не бидат на маргината дека не може да се преживее. Вториот столб е сепак да се обезбеди потрошувачката да не стагнира или да не се намалува, вкупната потрошувачка на државата, со што ќе се обезбеди раст на домашниот бруто производ. Во останатиот дел кој што не е голем, да се предвиди инвестиционен циклус
кој што ќе обезбеди во натамошниот период да може Република Македонија да издвојува се поголем дел на средства за развој. Дали е тоа возможно во оваа ситуација да се направи, е навистина една од најтешките задачи на оној кој што ги работи јавните финансии, заради приликите кои што се случуваат на светските пазари, финансиски и економски. Тие директно влијаат на сите политики кои што се спроведуваат во Република Македонија, на сите предпоставени растови на бруто домашниот производ и се она што го чини овој буџет во овие рамки во кои што сме го предвиделе. Претходните буџети ни даваат за право да размислуваме дека овој начин на издвојување на средства со поддршка на вкупната потрошувачка, со поддршка на социјалните трансфери, меѓутоа со стабилен и непроменет процент на даноци, кои што нема да го оптоваруваат економскиот сектор или пак стопанството, ја доведе Република Македонија во ситуација на еден постабилен раст во низа години. Иако целокупната светска економија бележи падови, дури можеме да кажеме дека влегува од период во рецесија. Тоа се неверојатни напори, меѓутоа е исклучителна будност и тоа е разликата на овие предвидувања и на Министерството за финансии да го држи клучот доколку се случуваат такви екстерни шокови или екстерни непредвидени ситуации, да може да избалансира, да ги намали рестриктивно во делот на проектите кои што не можат до крајот на годината да се спроведат, во делот секако на непродуктивните трошоци, каде што ние веќе трета година поред ги кочиме сите такви непродуктивни трошоци и ги држиме на најмало ниво. Таквата избалансираност со ребаланси, со помош на влијание и преку нас пратениците со донесување на интервентни закони, ние успеваме, и тоа не заради тоа што ние го кажуваме, туку заради тоа што го кажуваат сите меѓународни светски финансиски институции, почнувајќи и од Меѓународниот монетарен фонд, со кој што деновиве имавме разговор, и од Светска банка, и од останатите банки, донесува до една состојба каде што Република Македонија се смета надворешно дека води една конзервативна политика во поглед на задолжувањето, не експанзивна, и дозволува да имаме сепак еден умерен долг во однос на останатите земји. Се што е можно да се спроведе со ваков буџет се прави се со цел граѓаните да не ги трпат тие шокови. Замислете во светот дека веќе се достигнува една цифра од 100 милиони луѓе кои што добиле отказ. Илјадници, стотици фирми се затворени, почнувајќи од највисоките развиени компании. Ние имаме задача во овој дел да опстане со овие приходи, кои што треба да ги зацртаме на реално ниво, да опстане и стопанството, да може да вложиме во развој, за да може тоа да ни се врати повторно, а се со цел Република Македонија во овие екстремно лоши услови на стопанисување и развој и стабилен принос на семејствата. Дали е тоа доволно? Не е. Дали може да се направи повеќе? Веројатно. Меѓутоа, треба да се има во предвид дека не може се да се реши со централниот буџет. Мора да се вклучат сите сили, почнувајќи и од нас, пратениците, и од граѓаните, и од локалната самоуправа, и од градоначалниците, да се изнајдат нови форми, нови начини, како да се дојде до зацртаната цел, сите да добијат повеќе како граѓани, а со помалку средства. Значи, во тоа се состојат новите услови на стопанисување, новите услови на формирање на буџетите.
Дали во ова има удел Министерството за финансии или државата? Да. Ако ги гледаме деловите каде што се даваат средства од ИПА компонентите, најголемата поддршка се дава во локалниот развој и во формирање и можности да може да се преструктурираат, да бидат сите општини способни сами со проектирање, со проекти, со капацитети на администрацијата, да се доведат во ситуација сами да се одржат. Сите ние кои што доаѓаме од различни места, сакаме нашите места да бидат поразвиени. Сите сакаме нашите проекти кои сме ги зацртале и за кои што сме зборувале да бидат извршени. Дали е возможно се да се постигне само од централниот буџет? Ќе кажам не. Дали е можно се да се исполни како проекција? Пак не е возможно, заради тоа што низа елементи и компоненти влијаат на ваквата состојба. Посебно сакам да го истакнам фактот дека Република Македонија во сите можни оценки кои што ги добива од меѓународните фактори и е признато како статус дека е држава која што во вакви тешки околности не се задолжува премногу, нејзиниот рейтинг преку агенциите е стабилен, иако во сите и развиени земји се намалува, и нејзината конкурентност во добивање на средства е високо поставена заради тоа што ние ги добиваме средствата со помали камати отколку што во изминатиот период или компаративно со останатите земји добиваме со многу помали камати. Таков е случајот и со обврзницата, да речеме новата обврзница за 2015 година од 500 милиони евра, каде што е постигната камата од 3,97%. Останатите земји, многу од нив зимаат со многу повисоки камати. Таквата сигурност на институциите кои што ни ги даваат кредитните линии, нас ни дава за право да укажеме дека се води една стабилна финансиска политика. Значи, кога некој ви верува и кога ви дава средства со помали камати, верува во вашиот систем дека можете тоа да го вратите. Во овој дел сакам да напомнам дека за 2015 година превземените обврски кои што ги имаме ќе бидат редовно и сервисирани. Тука спаѓаат сите отплати на кредити, сите отплати на камати кои што се исто така значајни во враќањето на долговите, ќе бидат редовно и сервисирани. Република Македонија за 2015 година го има заокружено враќањето на долговите преку навремено земање на еврообврзницата по каматна стапка од 3,97%. Еден факт кој што треба да ги остави мирни граѓаните. Втор факт кој што неодамна предвадена излезе извештајот на Народна банка. Во делот каде што се објави дека граѓаните на Република Македонија во континуитет штедат повеќе. Доколку граѓаните на Република Македонија не и веруваат на државата, тие немат да ги стават своите средства како депозити, дали се орочени или неорочени. И можам само да го кажам следниот податок, дека тоа е во август месец, значи вкупните заштеди на граѓаните достигнале цифра од 4,4 милиарди евра. Значи, од кои само на домаќинствата отпаѓаат 3,2 милиарди. Во континуитет тоа е зголемување на заштедите. Останатиот дел е на фирмите на стопанството. Понатаму, нашите депозити, втора оценка која што е многу битна да се знае, е дека тие се сигурни, дека нашите банки се стабилни, депозитни банки и дека имаат адекватност на капитал, завидна дури и за други останати земји, бидејќи ние имаме 11,9% неможност на враќање на кредити. Тоа е благо на зголемување од 11,7 на 11,9, меѓутоа мора да се каже дека ние се движиме во рамките, значи, на можностите населението да си ги враќа своите отплати на кредити. Уште и еден друг податок кој што сакам да ви го споменам, а тоа е многу значаен, дека
на листата на глобалната конкурентност за која што се бори Република Македонија постојано во континуитет, преку барање на странски директни инвестиции, преку формирање на можности Македонија да нуди услови кои што другите не можат да ги нудат, во таа листа на глобална конкурентност на Светскиот економски форум, Република Македонија се наоѓа на 19-то место од 144 земји. Нејзината оценка е 4,5 од можни 5. Тоа се гледа во повеќе сегменти и се гледа каде треба да се подобриме во таа глобална конкурентност, каде треба, значи, само да продолжиме со таквиот прогрес. Во Република Македонија, благодарејќи на експанзивната политика на барање на инвеститори, Република Македонија успева да го надомести оној длабок јаз кој што се создава во континуитет, а тоа е заради кризата да не можеме да вршиме извоз на нашите производи. Странските директни инвестиции преку своји вложувања се повеќе вложуваат во такви производства кои што донесуваат нова додадена вредност. Таа е неверојатно значајна заради самиот наш извоз и самата наша презентација. Значи, има и повеќе други оценки од Меѓународниот монетарен фонд. Неодамна излезе со своји видувања дека вкупниот јавен долг заедно со јавните предпријатија, заедно со општините, заедно со Народната банка, заедно со јавниот сектор и со државата, секако јавниот долг, изнесуваат 44,8%. Да не само погрешам, 44,8%. Останатите земји, компаративно, ако сакаме да ги погледнеме како се движат, државниот долг по истите параметри, со истата методологија, во Грција е 174%, во Италија 135%, во Португалија 133%, во Германија 77,3%. Но има и земји кои што јавниот долг го намалуваат и кои што се земји кои што се означени како многу важни во целокупниот развој. Например, Бугарија е со 20,3% го намалува јавниот долг. Треба се стремиме исто така и ние во наредниот период тоа да го правиме. Или Естонија 10%, неверојатно. Или Белгија 10,5%. Тие се 3-4 земји кои што имаат најмал јавен долг. Но сите останати имаат повеќе од 4 до 5 пати поголем долг од Република Македонија. И повторувам пак дека со ваквите политики кои што се превземаат во континуитет, Република Македонија стабилно си ги враќа сите своји кредитни обврски кои што ги зела независно која влада на Република Македонија ги создала. Овдека се работи, значи, за можноста една држава во вакво време, во вакви тешки услови, да создаде, да креира финансии кои што ќе донесат стабилност во отплата на кредитите. Тоа за екстерните фактори е најважно. Да се вратам сега на делот, ако имам време доволно, дали Република Македонија во својот дел има и инвестиционен циклус. За мене најважно е дека Република Македонија ги отпочна големите инфраструктурни проекти. Знаете што? Ние кажуваме сега и имаме дебати во собранието дека имаме недоволен регионален развој. Точно е дека имаме недоволен регионален развој и заради тоа имаме екстремна миграција на населението од неразвиените краишта во градот Скопје. И таа слика долго ќе не прати. Меѓутоа, пак неспорен факт е дека инфраструктурата, поврзувањето со патиштата, ќе биде предност во наредниот период да посветиме повеќе внимание, да дадеме повеќе пари во таков регионален развој кој што рамномерно ќе мора еден ден да се стремиме да го достигнеме во Република Македонија. Патиштата, инфраструктурата, железниците се еден од најбитните сегменти за развој.
Тоа е клучната работа и овие 340 милиони евра во инвестиции, директни инвестиции само од буџетот, не ги зборуваме другите инвестиции преку јавниот сектор кои што се задолжуваат, ќе придонесат во овој период на вистина Република Македонија да го задржи она што го предвидуваме, а тоа е раст на бруто домашниот производ од 4%, што е тешко, што е остварливо и што се надеваме дека со ваквите политики ќе го заокружиме. Навистина има, да, завршувам, веќе го видов времето, навистина има многу уште да се зборува за буџетот, ако не остават нас, сигурно со саати ќе дискутираме. Меѓутоа, ќе оставаме ви колегите, сигурно ќе кажат од другите делови, посебно од другите градови, да придонесат кон оваа дискусија и во посебните сектори за кои што стварно немаме време да кажеме ако го гледаме глобално буџетот. Благодарам.